Добар ден, почитувани слушатели. Се надевам дека и денес го очекувате часот на последните колумни на Котле, напишани од нашите колумнисти Владимир Костовски и Јордан Петровски. Злосторникот ја призна вината, ќе собере ли храброст да го уапси. Пишува Јордан Петровски. Република Македонија живее во ерата на самоволното, авторитарно владење на премиерот Груевски, кој е олицетворено во судски одлуки и апсења, кои се исклучиво плод на една единствена негова желба – освета за повреда на суетата. До сега, на сите кои го навредуваа и исмеваа премиерот, тој им се одмазди. Единствениот исклучок е фрчолина. Нашите напори за демократизација на Република Македонија се насочени кон иднината на нашата татковина и нејзиниот пород на идни генерации на македонци. Имено, се додека Република Македонија не спроведе процес на прочистување од србо-комунистичките структури кои го окупираат државниот апарат, се дотогаш иднината на генерациите на македонци кои доаѓаат ќе биде предодредена да биде идентична на онаа на минатото на генерациите на македонци кои живееле и се уште живеат. Љубомир Данилов Фрчковски, професор по уставно право на Универзитетот Кирил и Методи, поранешен министер за внатрешни работи, деноју е особено активен критичар за прекршоците на уставните права од страна на актуелната влада, особено во однос на апсењето на лидерот на политичката партија Обединети за Македонија, Љубе Бошковски. Неговиот граѓански активизам е за поздравување, додека неговата последна колумна во Време е ремек дело на експерт во областа на уставното право. Имено, во акт на несебична објективност, Фрчковски споделува само мал фрагмент од неговата експертиза, без разлика што неговото писание е признание на своја вина. Тој вели. Фрчковски пишува: опозицијата не смее да го остави скандалот со присушкување на политичкиот противник по изборите да го води партијата на дотичниот. Тоа е политички скандал без преседан и узурпација на власта, која треба да заврши со кривичен прогон на сторителите на прекршувањето. Затворен цитат. Конфузија на левици, издадено во Време, број 2276, 21 јуни 2011, автор Љубомир Данилов Фрчковски. Како човек, поради чие министерување со полицијата, бев приморан да станам запознат со низа на правни конвенции, ќе си земам за слобода да го надополнам професорот. Имено, налог за присушкување на сомнително лице подпишува лично министерот за внатрешни работи, што во овој случај е Гордана Јанкуловска. Ова е така поради тоа што актот на присушкување представува прекршување на членовите 18, 25 и 26 од Уставот, поради што наредбата мора да стаса од највисоко ниво. Над господјицата Јанкуловска во хиерархијата на владата на Република Македонија се наоѓа само премиерот, во случајов Никола Груевски. Тој е единствениот кој го има авторитетот да ја даде налог на министерка Јанкуловска да отпочне ваква поставка. Тогаш, писанието на Фрчковски во конфузија на левици, всушност цели на барање на одговорност лично од премиерот Груевски, на кого очигледно не му е јасна пораката од професорот. Македонското судство е мафијашка пародија на демократска институција. Би сакал тука да внесам нов, според мене фантастично интересен момент во оваа дискусија. Ќе ја потсетам јавноста, а и професорот Фрчковски, дека за време на неговото министерување беше возобновена праксата на прогон на политичките противници на власта низ линијата на работа спречување на македонски екстремизам, спроведена преку заведувањето во претходна обработка на членови и симпатизери на опозиционите партии од идеолошки и политички причини, процес за кој екстензивно се објавуваат податоци на порталот kotle.ca. Ќе ја потсетам јавноста, како и професорот Фрчковски, кој на моите писанија низ изминативе 12 години нема одговорено ниту еднаш, дека тој како министер на полицијата дал налог, јас, како и 3 до 5000 други луѓе, да бидам прислушкуван. За тоа злодело поднесов кривична пријава предлог против Фрчковски етал, која беше отфрлена од јавната обвинителка Драгица Михајловска поради застареност 6 месеци пред да настапи застареноста. Флагрантен фалсификат кој ќе се изучува кога ќе се представува ерата на самоволното авторитарно владење на премиерот Груевски, кој е лицетворено во судски одлуки и апсења кои се исклучиво плод на една единствена негова желба. Кој е лицетворено во судски одлуки и апсења кои се исклучиво плод на една единствена негова желба. Желбата за освета заради повреда на суетата. Јас не се откажав од намерата да бидат казнети злосторниците кои ја спречуваат демократијата во Република Македонија. Злосторници кои живеат на врвот на тоталитарната држава. Како следен чин во мојот напор да стасам до правда,
поднесов предлог за давање согласност за подигање на обвинителен акт без да се спроведува истрага против Фрчковски етал. Повторно ќе потенцирам дека самиот обвинет Фрчковски, неизвештото мнение конфузија на левици, објаснува дека прекршоците за кои го обвинувам се навистина тешки кривични прекршоци. После скоро цела година престој во ФИОКа, мојот предлог доаѓа во за премиерот сигурни раце. Груевски мораше да распише конкурс, да го натера тогаш адвокатот Туфеđić да остави адвокатурата, која не модела лошо, доколку се земе в предвид дека бил дел од екипата на адвокати што ја плаќал наркобосот Бајруш Сејдију, а се со цел да му го назначи мојот предмет. Како потврда на мојата теза дека Туфеđić е снајпер за Груевски, потврдува неговиот ангажман во процесот Пајажина. Ќе ја потсетам јавноста, а особено премиерот Груевски, на еден бисер на неговиот миреник Туфеđić, дека наводно агентите на тајната полиција му пренеле дека работеле во согласно со законот. Завршен цитат. Кога е истран Република Македонија, Судски совет на Република Македонија. Ѓордан Петровски од Куманово. Предмет известување. Во врска со вашата представка, доставена до Судскиот совет на Република Македонија и евидентирана под број тој, од 13.4.2011 година, во која изразувате незадоволство од работењето на Основниот суд Скопје 1 Скопје по предметот тој, со барање Советот во рамките на своите законски надлежности да презема конкретни чекори да се забрза постапката, Советот ве известува следново. Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи во рамките на своите овластувања, дадени со законот на Судскиот совет на Република Македонија, вашата поплака ја достави до судот со препорака предметот да се ажурира и да се преземат потребните процесни дејствија во законски предвидените рокови. Од Судскиот совет на Република Македонија, член Крсте Сиваков. Кажува мојата поставка против Фрчковски етал. Му пренеле. Истрагата Туфеđić сведува на муабет на малски лапачи, а судот на збиршина како на селска чешма. Не верувам дека Груевски е толку лесен на умот за да не запаметил ништо од нашите разговори на северноамериканско тло, во кои го запознав со случајот, за да треба одново да го потсетам за што се работи него, а и неговиот ценирен министер Маневски. Со премиерот разговарав лично, а згора на тоа и со негов овластен слушач, кога премиерот лично ми го додели за време на посетата на мојот град на живење, Сен Катеринс, во 2009 година, Љубен Тевдовски, амбасадорчето во Канада, за да му пренесе се во авионот на пат од Торонто до Скопје. На Маневски два пати му праќам представки во кои укажав на флагрантниот фалсификат и на свесното обструирање на предметот од страна на судството. Министерот Маневски нема ниту минимум култура, а за одговорност кон функцијата која му ја даде премиерот, а која во прв дел е слугување на народот, да не зборува. Одговор се уште нема. Одговорот од Судскиот совет отвара серија на прашања за водењето на државата. Кои се тие предвидени законски рокови во кои се Одговорот од Судскиот совет отвара серија на прашања за водењето на државата, како на пример, кои се тие предвидени законски рокови на кои се повикува Судскиот совет? Дали досегашното водење на процесот е во предвидените законски рокови? И дали јавната обвинителка Драгица Михајловска ќе биде санкционирана за флагрантниот фалсификат? Според досегашното однесување на гарнитурата на Груевски, одговорите на моите прашања ќе мора да ги барам гледајќи на граф. Демократура, човече, што би рекол професорот. Она што господинот Груевски очигледно го има испуштено во лекциите по политички науки е дека институциите секогаш, без исклучок, се огледало на водачот, во нашиот случај премиерот. Фрчолина го има Груевски на дланка. Да се вратам пак на она што произлегува од признанието на Фрчковски. Тој е свесен дека Груевски не смее да преземе ништо против него, оти очигледно со нешто го има врака. Да потсетам, досега на сите кои го навредуваа и смеваа премиерот, тој им се одмасти. Например, вистинската причина, не дека немало криминал со тенковските делови, за кој е осуден се најде Владо Бучковски, се навредите кон Груевски изречени во кампањата во 2006 година.
Веројатно, причината поради која Бучковски сега се става на негова услуга со барањето оставка од Бранко Црвенковски како лидер на СДСМ е нивно меѓусебно пазарење за да не се спроведе судската пресуда против него. За Љубе Бошковски знаев и имам доказ за тоа од многу порано дека тој ќе биде уапсен веднаш по изборите, бидејќи многу му ја повреди суетата на Груевски. Од друга страна, Фршковски го плукал и навредило премиерот многу повеќе од Бошковски и Бучковски заедно, но него Груевски не смее да го чепне. Колку Фрчковски е осуден и сигурен во неговата недопирливост, зборува фактот дека тој јавно на Груевски му мава шлаканици како на обичен малски копил, додека тој и неговите љубени министри храбро, умно и секако достоинствено молчат. Мојата прогноза останува. Ќе дојде дента, можеби поскоро од што било кој е свесен, кога Бранко Црвенковски ќе го лустрира Никола Груевски. Бициклисти. Имено. Се додека Република Македонија не спроведе процес на прочистување од србо-комунистичките структури кои го окупираат државниот апарат, се дотогаш иднината на генерациите на македонци кои доаѓаат ќе биде предодредена да биде идентична на онаа на минатото на генерациите на македонци кои живееле и се уште живеат. Затоа, загарите на УДБА така жестоко плукаат по нас, но уште повеќе, така сурово се обидуваат нашите напори за лустрација и демократизација на Република Македонија да ги прикажат како чинови на лична сатисфакција. Ние, животните сатисфакции, сме ги доживеале. Живееме во држави по наш трк на уредување, кои се безброј пати попросперитетни и подобри места на живење од Република Македонија, што е доказ дека нашите животни голготи не биле бадиела. Сме биле и се уште сме во право со нашите убедувања дека слободното пазарно капиталистичко демократско општество, каде што владее правната држава и сите граѓани се еднакви, е бескрајно поисправна опција од комунистичкиот тоталитаризам. Нашата заложба во однос со демократизација на Република Македонија се води исклучиво од хумани христијански убедувања. Авторот е претседател на Комитетот за демократизација на Република Македонија. За повеќе информации за нашиот комитет, посетете го нашиот вебсайт cd-macedonia.com, односно cd-macedonia.com, каде што ќе можете да прочитате повеќе за нас, а исто така и да оставите ваша донација. Понатаму, можете да не следите на интернет порталот kotle.ca, kotle.ca, или на Facebook, на профилот Групација Дисиденти. До следното слушање, бидете поздравени наши сонародници македонци.